На почеток на овој четврточен дневник на Ирис телевизија, убава вест, поточно честитка, по повод 10-тиот роден ден на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во изминативе неколку дена се одвиваа бројни настани по повод 10-тиот роден ден на Универзитетот Гоце Делчев, а денес се случи централната манифестација. Во рамките на истата беа промовирани 7 доктори на науки и каталог на изданија. Манифестацијата продолжува и вечерва во Центарот за култура Ацо Шопов со свечена академија, а гостите ќе уживаат во настапите на познатите музички имиња Владко Стефановски, Тони Китановски и актерот Никола Ристановски. Со положување на букети цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев, промоција на новите доктори на науки на каталогот на изданија, Универзитетот Гоце Делчев денеска одбележува 10 години од своето постоење. Ректорот Блажо Боев истакна дека како најмлад универзитет во земјава, во изминатата една деценија создаде и во нејзини рамки функционираат 15 факултети и академии. А како што рече тој, од страна на вработените и студентите, бараше да одговорат на предизвиците и да се инвестира во објекти, но и во делот на научно-истражувачката дејност. После 10 години сме горди на нашо го направивме, не треба да се срамиме до нашо го направивме, угода е респективна установа со солиден квалитет во делот на наставата и во делот на едукација на студентите, респективно во делот на истражувањата, во делот на меѓународната соработка, и мислам дека градот Штип и не само градот Штип и Република Македонија со оваа установа доби многу голем придонес во делот на квалитетот на високото образование во Република Македонија. Во рамките на одбележувањето на 10 години на Универзитетот Гоце Делчев беше промовиран и каталогот на изданија. Лилјана Колева Гудева, председател на Комисијата за издавачка дејност, вели дека во каталогот се офатени сите изданија на Универзитетот од 2007 до 2017 година. Овој каталог на 356 страници ги содржи сите електронски изданија, меѓутоа и печатени изданија, значи се што има реализирано во издавачка дејност Универзитетот за своето 10 годишно постоење. Јас пак ќе кажам, една успешна приказна и низ призмата на издавачка дејност ние всушност денес ќе видиме како хронолошки се развиваше универзитетот. Во рамките на свеченоста беа промовирани и 7 доктори на науки на Универзитетот Гоце Делчев. Значи разработив методологија за евакуација која може да се применува во скоро секој рудник за подземна експлоатација и значи нуди современ пристап при планирањето на системот за евакуација и нуди модел и методологија за спасување во овие критични воредни состојби. Колку време работевте на докторската дизертација, колку работното искуство помогна да изработите? На докторската дизертација работев скоро 4 години. Во дел од моето студирање исто така искористив и приликата на Еразмус разобра на студенти, значи присуствував на Универзитетот во Острава, тоа е во Република Чешка. Докторска дизертација ми е со наслов комплексна интерпретација на геофизички методи. Јас премав 2,5 години колку што ми беше и горе-долу студирањето на Универзитетот на трети циклус на студија. Манифестацијата одбележување на 10 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев продолжува вечерва во Домот на културата Ацо Шопов со отварање на изложба на студентски фотографии, промоција на филм и свечена академија, а во рамките на културно-уметничкиот дел ќе настапат Владко Стефановски, Тони Китановски и актерот Никола Ристановски. Горе од шумите на истокот од земјава во Делчевско, огнот пеплоса околу 40 хектари со борова и букова шума. Полицијата истражува кои се причините и дали пожарот е подметнат. Почнаа ли пожарите порано и колку противпожарните единици се подготвени да се справат со сезоната на шумски пожари која доправа доаѓа? Пожари беснеат на истокот од земјава. Вчера пламените јазици пеплосаа 40 хектари шума во Делчевско. Борбата со огнената стихија на делчевските пожарникари, на кои напомош и пристигнали и колегите од Македонска Каменица и Свите Николе, до локализирање на огнот траела речиси 10 часа. По избовнувањето на пожарот околу 14 часот и 30 минути, прво е излезено со возило Лада Нива, потоа било пратено и уште едно возило, а во акцијата се вклучили вработени во Делчевското шумско стопанство. Поради конфигурацијата на теренот и непристапноста, ние не можевме понатаму да гасиме со ова
ПП возило, затоа што тоа возило представува за гасење на пожари во урбана средина. Меѓутоа, значи, од нашата страна веднаш беа повикани припадници од шумското стопанство, кои што пристигна на лице местото, се распределивме по местото за гасење на пожарот и со сите сили и средства пожарот беше ставен под контрола некаде на полнок. Значи се спречи понатамошно ширење. Од ЦВР Штип информираат дека денеска полициски службеници извршиле увид, пошто ќе се знаат причините за пожарот и предизвиканата штета. Пожари неделава избувнаа во Виничко и Свети Николско. Во атарот на селото Милино изгореа 6 хектари дабова шума, а во местото викано Стара река пожар пеплоса 1,5 декар овошен насад. Сезоната на пожари допрева доаѓа. Штипската противпожарна единица доби теренско возило, специјализирано за гасење на шумски пожари. Што е со останатите единици од истокот, колку може да бидат ефикасни на терен и подготвени за летото кога актуелни се пожарите во шума, ако се знае дека повеќето од нив кубарат со стара опрема, а немаат ниту теренски возила. Невладината организација Здрав живот не се откажува од идејата во Штип да биде отворен првиот центар за рехабилитација од алкохолизам. Како што велат иницијаторите, проектот повторно е вратен на почеток, бидејќи се уште немаат обезбедено соодветен простор. Замислата е овој центар да функционира по примерот на познатата американска клиника Бети Форд. Невладината организација Здрав живот не се откажува од идејата во Штип да се отвори првиот центар за рехабилитација од алкохолизам во државата. Иако првично локалната самоуправа на користење им го даде старото училиште во село Лесковица, изградбата е стопирана. Како причина, Сдруженијето ја посочува неинформираноста на местното население. Мерата уште од самиот старт ни беше Штип и Штипско, така да остануваме и понатаму. Меѓутоа, нели сега престојат избори локални, па така со новата локална власт која што ќе биде избрана, ќе пробаме да дојдеме до нешто опитливо, нешто вистинско. За имплементирање новој проект потребен објект од околу 100 квадрати, како и обработливо земјиште. Центарот е замислен да функционира по теркот социјално предприемништво, односно преку работа и секојдневни активности, зависниците да ја искоренат джелбата кон алкохолот. Набавени се и машини за изработка на мебел, но поради немање на соодветен простор, истите не можат да бидат ставени во функција. Сите се исправни, но има и нови, има и работени, така да се е исправно. Тоа може веднаш да стартуваат, само да се монтираат нели у објектот таму кај што ќе го направиме, или може да се најде постоечки некој објект, па само да се инсталираат машините и да се почне со работа, редовно производство на артикли, што ќе ги замислиме за на тамошно продавање. Замислата овој центар да функционира по примерот на познатата клиника Бети Форд и на почеток ќе бидат сместени околу 20 на лица, а во иднина вратите ќе бидат отворени за зависници од алкохол од Турција и Норвешка. Почна да се гради мини обиколницата од населбата Сењак до фабриката Баргала. Но за да се реализира овој проект од страна на општината, денеска е упатен апел до собствениците на времени објекти покрај коритото на реката Брегалница да ги отстранат истите. Почнала да се гради мини обиколницата од штипската населба Сењак до фабриката за чевли Баргала. Портпаролот на општина Штип Драган Ристов на денешната пресконференција рече дека изградбата на мини обиколницата и на нов мост на реката Брегалница ќе има функција за побрзо сообраќајно поврзување на неколку големи штипски населби со индустријскиот дел на градот. Но градежната фирма која го реализира проектот за да нема пречки во работата, бара од страна на граѓаните кои имаат времени објекти бараки покрај коритото на реката Брегалница подитно да ги отстранат. Граѓаните треба да ги отстранат објектите на потекот долж река Брегалница од лева и десна страна, значи на потекот од фабриката Баргала па кон поранешниот ресторан Пелагонија. Доколку не го сторат тоа самите, општината истите ќе ги отстрани, а средствата за реализација ќе паднат на товар на имателите на овие објекти.
Станува збор за еден од најголемите инвестициски проекти на општина Штип за оваа година, кој беше проценет на 57,7 милиони денари, но по извршената лицитација истиот се реализира за 36,5 милиони денари или околу 590.000 евра. Проектот во наредните 6 месеци ќе го реализира штипската компанија Актива. За тековните активности на јавното предпријатие ИСАР. Таму се одвиваат повеќе проектни активности, се инвестира во водоснабдувањето и намалувањето на загубите на вода. Директорот на ИСАР Ангел Бојаджиев на Штипјани им ветува дека цената на водата нема да претрпи промени и во наредниот период. Јавното предпријатие ИСАР со поставувањето на новите водоводни броила на далечинско отчитување за домакинствата во многу ги намали загубите на вода, а граѓаните добија квалитетна услуга. Ние веќе ги намаливме загубите на вода, загубите беа некаде 53-54%, веќе име 46% загуба, меѓутоа се уште мора да се работи да ги намалиме многу повеќе овие загуби на вода и кај граѓаните веќе проработува свеста и кај предпријатијата да се штеди водата, не се енормно троши водата, дека по потреба само да се користи водата. Бојаджиев нагласува дека во иднина цената на водата нема да се менува. Јавното предпријатие ИСАР на сите граѓани на град Штип им гарантира чиста, здрава и исправна вода за пиење, не само како до сега што беше тоа, туку и во иднина тоа ќе биде и во доволни количества ќе има водата. Се разбира кога имавме мали проблеми, тоа беше кога беа температурите екстремно ниски, имавме одредени проблеми, меѓутоа тоа веќе нема да се случи. Најодговорно ви тврдам дека јавното предпријатие ИСАР и општина Штип нема да вршат промена на цената, цената на водата ќе остане непроменета без разлика на регулаторната комисија што ќе ја спроведеме целата процедура. Ние инсистираме и така ќе биде, цената на водата во Штип ќе остане непроменета. Во наредниот период јавното предпријатие ИСАР ќе инвестира и во современи водоводни системи низ руралните средини. Изготвени сте платформите за социјална инклузија на лицата од ранливите групи кои во изминатиот период ги работеа невладиниот сектор, локалната самоуправа и институциите. Предвидено е ваквите платформи да бидат имплементирани во 18 градови. Платформата која ќе биде за Штип од останатите ќе се разликува по својата обемност. На последната работилница за подготовка на платформата за социјална инклузија на млади и жени беше усвоен предлог планот за имплементација на локалната стратегија. Поголема инклузија на лицата со посебни потреби во образовниот систем. Децата роми се само дел од проблемите на кои невладиниот сектор, локалната самоуправа, но институциите во наредниот период треба да изнајдат решение. Тоа се во однос на жените жртви на семено насилство, жените самохрани мајки, понатаму жените од руралните средини, како посебна категорија се издвоија за социјална инклузија која што треба да биде опфатена лицата со посебни потреби, со тоа што нивото на инклузија во различни општини беше различно представено и секаде се излезе спецификата карактеристична за дадената општина и во однос на младите главно се истакна проблемот за невработеноста, средното стручно образование и она што значи сооднос на квалификувана работна сила и потребите на пазарот на труд. Предвидено е вакви локални платформи да бидат имплементирани во 18 градови. Платформата која ќе биде за Штип од останатите ќе се разликува по својата обемност. На преходните работилници произлегува дека имаме навистина проблеми кои што се однесуваат и на мажите, на старите лица, во врска со работничките права и така натаму, така да нашата стратегија ќе се базира токму на овие проблеми и ќе ги опфати сите можни ранливи категории на граѓани, а ние се обидовме на некој начин, значи да обезбедиме партиципативно планирање, што значи дека ги вклучивме сите засегнати страни, меѓу кои што и ранливите категории на граѓани. Од досегашните две дебатирања е утврдено дека моменталната политичка состојба е причина за создавање на нова ранлива група, а тоа е политичката дискриминација. Исто така беше посочено дека околу 60 на работници од Штип во невладината ЕХО се пожалиле на кршење на работничките права. Денес се одбележува Светскиот ден на водата, а како водата да се штеди, учеа учениците од училиштето Гоце Делчев. Практични совети и со нови знаења за тоа како рационално да се користи овој природен ресурс се стекнаа младите по одржаната презентација на одговорните за оваа проблематика од Штипското јавно предпријатие ИСАР.
За тоа како водата да се штеди, а реките да не бидат чисти, денеска учеа основците во училиштето Гоце Делчев во Штип. Ние научивме дека водата треба да ја штедиме. Треба водата да се чисти, да не ја загадуваме со отпадни работи. Ни треба за пиење водата. Треба да штедиме водата, да не оставаме да тече, да не капе секоја капка, да не ги загадуваме реките. Водата треба да ја користиме, бидејќи рационално, бидејќи ќе треба многу да плаќаме сметки. Целта на денешната презентација што ја организираше јавното предпријатие ИСАР е да се подигне свеста кај младите за благодетите од овој природен ресурс, но кои ќе бидат последиците ако не ја користиме рационално. Презентацијата содржи повеќе факти, корисни совети како да ја заштедиме водата, како да ја чуваме водата, како рационално да ја користиме во домот и во животната средина. Презентацијата се реализира ден по одбележувањето на Светскиот ден на водите. Денес презентираното на учениците ќе им биде од корист, затоа што грижата за животната средина се учи на часовите според наставната програма. Голема благодарност до јавното предпријатие ИСАР, затоа што имаме една убава соработка со нив, а ова е доказ за тоа, бидејќи преку оваа презентација што денес ни ја прикажа и што учениците можеа да ја гледаат, соработуваме на еден начин, бидејќи е во корелација со нашата наставна програма по природни науки и општество, и децата ги учиме, ги едуцираме уште од мали нозе како треба да ја штедат водата и да стекнуваат корисни навики за штедење на водата и за нејзино рационално користење, а во животот да бидат раководени од мотото без вода нема живот. Такви едукативни презентации од јавното предпријатие ИСАР најавуваат дека ќе одржат и во останатите училишта во градот. Целта е младите да се насочат во вистински правец и да научат што представува водата за сиот жив свет на земјата, колку ни е потребна за производство на храна, но и за тоа како да ја заштитат од загадувањето со кое се нарушува рамнотежата во биолошкиот свет. Штипскиот универзитет Гоце Делчев се подготвува за велосипедската трка која ќе се одржи во недела во Штип. Годинава оваа трка е со меѓународен карактер, а оваа трка и официјално го отвора и стартот на трки на Велосипедската федерација. Велосипедската трка која ќе се одржи во недела во рамките на одбележувањето на патрониот празник на Штипскиот универзитет Гоце Делчев влегува во календарот и со неа ќе се отвара сезоната на трки на Велосипедската федерација на Република Македонија, објави на денешната пресконференција секретарот на федерацијата Сашо Ванчевски. Велосипедската трка во Штип годинава ќе има нова локација, односно старт и цел. Ќе почнува од автобуската станица, а ќе се вози до кружниот тек кај поранешен базалт во Штип. Учесниците во трката ќе се надпреваруваат во 7 категории. Тоа се сениори, јуниори, кадети, под 15, под 13 години, мастерс и жени. За рекреативните категории имаме 2 категории, имаме 3 категории, 2 се надпреварувачки под 15 и над 15 години и ќе имаме промотивна цициван трка за сите деца од најмала возраст. За кругот е километар и 200, а во сооднос со возрастната категорија на учесниците ќе биде перманентно зголемуван бројот на круговите за секоја по возрастна категорија. Оваа трка ќе се бодува и за ранг листата на Велосипедската федерација на Република Македонија за категориите од 13 и 15 години. Во трката ќе учествуваат околу 70 лиценцирани велосипедисти и над 200 рекреативци. Проректорот на универзитетот Кирил Барбареев вели дека подготовките за трката се почнати, а годинава таа ќе има и меѓународен карактер. Само за информација да споменам дека ќе бидат вклучени околу 100 студенти, волонтери на настанот, ќе бидат вклучени околу 50 вработени на универзитетот за организација на целиот настан со поддршка на Министерството за внатрешни работи, СВР Штип, со поддршка на општината Штип. Барбареев рече дека во организацијата се вклучени детските градинки и училиштата во Штип. Најави дека во Штип по 20 години ќе се формира и велосипедски клуб. Велосипедската трка ќе се одржи во недела во 11 часот.
Црна хроника. Почина затвореник во Штипскиот затвор. Без животното тело на креветот во келијата го пронашол вработен во казнено-поправниот дом во Штип вчера околу 14 часот и 15 минути, пошто случајот бил пријавен во полиција. Станува збор за 29 годишен штипјанец со иницијали ЕЈ. Неофицијално осуденикот починал од природна смрт. На неговото тело не биле забележани траги од насилство. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот затвореник е предадено на обдукција. Федерацијата за боречки спортови на Македонија одржа пресконференција на која поднесе извештај за работењето од 28 декември 2016 до 23 март 2017 година, како и плански активности од денес до крајот на оваа календарска година. Денес во Скопје новото раководство на Федерацијата на боречки спортови на Македонија одржа пресконференција на која новинарите беа информирани за активностите од 28 декември 2016 година, па се до ден денес, а беше представена и програмата на активности до крајот на оваа календарска година. Директорот на Федерацијата Страшо Глигоров накратко ја образложи моменталната ситуација и се осврна на програмскиот дел за оваа година, кој е доста обемен и оптимистички. Во календарот се застапено учество на македонските борачи на сите позначајни меѓународни турнири, како и на сите официјални турнири, како што се Европско првенство за борачи до 23 години, Европско првенство за сениори, за ученици, Европско првенство за јуниори и за кадети, Светско првенство за јуниори, сениори и кадети и учество на балканските првенства. Председателот на Федерацијата Бетин Врнезе се заблагодари на поддршката од Агенцијата за млади и спорт, како и на Македонскиот олимписки комитет за поддршката во овој период околу средувањето на состојбата и изнаоѓање на начин таа соработка да се продолбочи. Федерацијата успеа да го врати долгот од првата рата кон домашните меѓународните заостанати обврски, со напомена дека и вториот и последен долг треба да се издржи до месец мај. Расчистени се обврските кон Бугарската федерација и благодарајќи на разбирањето на првиот човек Цено, обезбедени се непречени подготовки на нашите репрезентативци во спортскиот центар во Софија. Организирани се и повеќе првенства за младинските категории, а исто така се одржани и 2 спортски кампа. Ќе бидат одржани семинари за едукација на тренерите, судиите и делегатите, а клубовите ќе бидат ослободени од котизација и сите клубови ќе бидат опремени во иста опрема. Подпредседателот на Федерацијата Дејан Богданов истакна дека полека, но сигурно се навлегува во суштината на борењето да се врати во нормален колосек. За таа цел извршена е посета по сите клубови за да се запознаат со нивната проблематика и работа, со напомена дека сите оние борачи или клубови кои ќе сакаат да настапат на првенства, средствата за учество ќе им ги подбери Федерацијата. Надежта во борењето е се поголемиот интерес на младите, а за тоа сведочи и обновата на некои клубови, како и зголемувањето на новоформирани клубови. Федерацијата ќе ја водат двајца секретари, Александар Лазаров во Штип и Мустафа Адеми во Скопје. Дејан Богданов истакна дека оваа година градот Штип ќе биде домаќин на традиционалната борачка манифестација Македонски бисер на 10 и 11 јуни оваа година. За бисерот веќе се потврдено учество на борачи од 10 земји. Ова се само дел од изјавите на раководните луѓе на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, а за останатите детали и моменти ќе информираме во наредните информативни емисии. Толку во четврточното издание на вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието, поздрав и имајте убава вечер.